42 години има најстарото возило кое се уште чисти снег на македонските патишта. Тоа е од марката Мерцедес од 1979 година. Просечната старост на возниот парк со кој располага јавното претпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта Македонија Пат е во просек повеќе од 28 години, велат од таму. Граѓаните со години искажуваат незадоволство од начинот на кој се чистат патиштата од снег за време на зимската сезона. Нас многу стално не изненади снегов во декември, во јануари. Во други држави снегов врнет, тие почнуваат да чистат. Кај нас чекаме да нападне, да наврнет и после ќе чистиме. Во меѓувреме, еден шлепер со лоши гуми се препречи на потот и с Богом 2 дена сообраќајот. Не сум многу задоволен. Ако првите 2 дена не интервенираш, после џабе тие, после мраз не може да го чисти. Како снегот стално во Македонија само не изненадува, нигдека на друго место. Со 2 камиона можеш ти да чистиш цела општина околу наоколу и другите патишта. А поради местоположбата каде се наоѓа, врнежите од снег секогаш знаат да направат проблеми и во малата општина Дебрца кај Охрид. Градоначалникот Зоран Огачевски вели, наместо државата под чии ингеренции било чистењето на регионалниот пат кој поврзувал повеќе населени места, се случувало тоа да го прави општината. Нивното објаснение е дека тие вршат чистење по одреден приоритет, односно најпрво треба да го чистат магистралниот пат. Меѓутоа, ако не биде регионалниот пат исчистен, џабе било чистењето на општинските патишта, односно доаѓа до неможност на одвивање на сообраќајот. Но после 25 години неодамна беше обновен дел од возниот парк на Македонија Пат. За таа намена владата одвои 180 милиони денари. Знаеме сите дека возниот парк на Македонија Македонија Пат е во по застарена кондиција, така да кажам. Набавени се 15 камиони и 3 утоварачи Ханомак со должина и зафатина на 2,5 метри кубни големина. Но од јавното претпријатие велат дека набавката на новите возила не е доволна да се покрие целата територија. Потребни се уште минимум 90 возила и 30 градежни машини за да целиот дотрошен и амортизиран возен парк биде заменет со нов, како не би се ангажирале возила од трети лица за чистење на снег и за превоз на асфалти. Додаваат дека и годинава бил распишан тендер за користење на услуги од трети лица за зимско одржување на патиштата. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.